На само 8 дена пред стартот на новата грејна сезона ЕСАМ и град Скопје се уште се натегаат кој треба да го монтира новиот топловод на мостот Беласица. Ниту од градот, ниту од ЕСАМ нема конкретен одговор кога конечно ќе се постават новите цевки, за да може целосно се користи топлинската енергија од тето, која е 3 пати поевтина од онаа од другите топлани. Без цевководот граѓаните ќе бидат под закана да добијат драстично повисоки сметки. Оти трошоците на ЕСАМ ќе се зголемат. Но првиот човек на регулаторната комисија за енергетика предупредува дека тоа нема да се случи. Оти нема да дозволат корекција на цената додека не се најде решение за проблемот. Иако носиме одлука за цена, дали е помал цевковод или поголем, не ни интересира. Ние во калкулациите ќе влеземе дека од тето ќе се добие 60 до 70% од топлинската енергија за да сочуваме ценовна стабилност. Зголемените трошоци во однос на тоа се разбира дека ќе се одат на тој кој што има проблеми да го реализира. Докаде се преговорите и активностите околу промена на системот, конкретни информации нема. Од регулаторна уверуваат дека скопјеник имаат парно, дури и во услови цевководот да не профункционира. Но проблемот е кој ќе ги плати дополнителните трошоци во таков случај. Она што отвара дилеми е што за разлика од лани, цената на гасот годинава е поевтина, што само по себе наметнува и логично цената да биде коригирана во корист на граѓаните. Скопје ќе има парно грејење, никогаш тоа не било доведено во прашање. Она што инсистира регулаторната комисија за енергетика е тоа да биде подалеку пониски трошоци. И регулаторната комисија за енергетика од тоа нема да отстапи. Поентата на сето тоа и ние што реагираме е што е можно повеќе топлинска енергија да ни дојде од тето, за да ги намалиме трошоците на целокупниот систем. На системот за парно грејење во Скопје се приклучени 63.000 домаќинства. Од нив најмногу 58.000 се на системот на ЕСАМ или поранешен БЕК, 1900 на железарското парно и 400 домаќинства на Топлификација Север.